Почитување. Законот за спречување на корупцијата прецизно и јасно упатува дека вработување во државна јавна администрација од денот на распишување на избори до завршување на изборите е забрането. Да е појасно. Значи, од 11 јануари 2013 до завршувањето на изборниот процес за локалните избори, сите постапки за вработување во администрацијата треба да се започнат. Антикорупцијска комисија на 15 јануар на својата веб страна објави соопштение во кое ги наведува законските услови во изборната трка и повторно самите јасно упатија дека сите вработувања треба бодитно да бидат сопрени. И изборниот законник, впрочем, исто така во својот член 74 дефинира забрана за вработување во државна јавна администрација. Непочитувањето на оваа одредба во изборниот законник се квалификува како изборна измама и подкуп за време на избори, за што се сноси кривична одговорност. Дозволете ми сега да презентирам класичен пример за свесно кршење на сите овие законски одредби од страна на две битолски јавни општински установи, детските градинки Естреја Овадија Мара и Мајски Цвет. И двете установи во истиот ден, 11 јануари, денот кога се распишаа локалните избори, на веб страницата на Агенцијата за администрација објавуваат јавни конкурси за вработувања, едните 7 вработувања, едните 6, по одреден број 21 и 25 од 2013 година. И наместо согласно законот веднаш да ја прекинат постапката и да ја одложат до завршувањето на изборите, тие со сестерна помош на Агенцијата за администрација ги спроведеле сите фази за вработување на јавен службен. Тоа значи дека на 21 јануар, бидејќи потполно се исти датумите, иако станува збор за две различни јавни установи. На 21 јануар постои записник за извршена административна селекција. На 4 февруари постои записник за испит за јавен службеник. Тоа е ингеренција на Државната агенција за администрација. И се разбира на 4 март сопствената комисија за селекција на јавен службеник си се состанала и реализирана 7 вработувања во Естреја Овадија Мара со подпис на господјата директор и 6 вработувања на неопределено време од господјата директор на јавната установа Мајски Цвет. Документите се јавно достапни, спротивно повторно на законот, на веб страната на Агенција за администрација. Заради ваквото еклатантно кривично дело, денес пред основното јавно обвинителство ќе поднесеме барање за утврдување на кривична одговорност и на господја Лидија Петровска, директор на Естреја Овадија Мара, и на господја Лидија Митревска, директор на Мајски Цвет. Патем да споменам, сопруга на Божем независниот синдикален лидер Живко Митревски. За основано сомнение дека извршиле кривично дело, согласно кривичниот законник, член 162, подкуп при избори, недозволено влијание врз слободниот избор на гласачите. Истата представка со овие документи ќе испратиме и до Државната комисија за спречување на корупција, иако тие одамна го изгубиле комплетно легитимитетот и капацитетот за ефикасна борба против корупција. Замислите, соопштението од 15 јануари исчезнало од нивната веб страна. Ке мора да одговорат врз база на чиј налог го сториле тоа. Отворам јавна дилема. Дали тоа го направиле под директно влијание на владата на Груевски? Во раце држам документ
што Агенцијата за вработување испраќа до сите регионални своји канцелари, во кој нуди упатство согласно заклучокот што владата на Груевски го донела на 4 јануари. И на прашањето со отворена дилема дали може да се спроведуваат нови вработувања во јавна и државна администрација, стои скандалозно признание дека иако постои законска пречка за реализирање на истите, упатуваат дека ќе треба за секое поединечно вработување, значи дозволуваат и натаму да течат вработување, да треба секој државен орган или јавна установа да се обрати кај господја Корабовска, дипломиран турист и вистински турист во антикорупцијската, во слободно време и председател на ова сериозна независна институција, барем таква би требала да биде согласно закон и да добие мислење. Законот никаде не предвидува надлежност на антикорупцијската комисија да дава мислење. Таа треба да спроведува закон. А законот вели стоп за вработување во изборен процес. Затоа сакам да констатирам дека ова е доказ дека Груевски е спремен на изборна манипулација и измама, спротивно на сите законски акти, свесен дека секојдневно ја губи поддршката и довербата на граѓаните. Но да подсетиме дека со ова фрла темна дамка врз изборниот процес и ризикува во очи на предстојниот периодичен извештај Македонија да ја квалификува како земја неспособна да организира слободни и демократски избори. Затоа гласно порачуваме. Не постои можност и шанса на 24 март Груевски да се спаси од народната воља. Зашто на тој ден, освен што граѓаните ќе се изберат локална власт, што им нуди подобар живот и иднина, истовремено ќе гласа против овој ненароден и диктаторски режим за слободна и демократска Македонија.